Она што беше изненадување е дека општините всушност не се меѓусебно умрежени. И не само на локално ниво, како извршна законодавна власт со сите ангеренци што ги имаат советниците и градоначалникот, туку и имаат проблем во однос на спроведување на активности кои се и на државно ниво, на централно ниво. Едноставно имаат потреба за поширок офат на децата во градинките, рано запишување со поголем капацитет за да може да ги исклучиме децата од улица, да ги вклучиме во воспитно образовните институции, бидејќи првите 5-6 години навистина се клучни. Ако сакаме активни чинители, граѓани кои ќе менуваат заедницата и општеството и ќе прават промени, децата мора во рана детска возраст се вклучат во град. Тоа значи поголема опфатеност, нови градинки, преработување на воспитно образовен кадар и кога веќе станува збор за основно и средно образование, бидејќи основното е директна надлежност на градоначалникот и на советниците, квалитетно образование за да може децата да бидат сеопфатно наградени за нивните вештини и капацитети кои ги стекнуваат во основното и средно училиште, за да може на пазарот на трудот да одговорат, да бидат навремено обработени, за да немаме одлив на млади надвор од Македонија, затоа што тоа станува сериозен проблем. Јас во неколку наврати кажав дека ни владите, ни извршната власт, ни локалната неки имаат со кого да владеат ако децата и младите си заминат од државата и тоа е сериозен проблем на кој може да посветат и треба да посветат внимание. Секако беа фатени еколошките прашања, почва, воздух, вода, нешто што скоро сите општини со кои работиме се среќаваат и на тој план има исчекор напред. Еколошката свест е повисока, реакциите на младите се поостри и младинските совети има тука клучна улога околу менување на таа позиција да локалната власт навистина сериозно ќе заврши својата работа во мандатот кој го добиваат од граѓаните во општината каде што се изгласени.